О, хвала му на Бога, Сеид. Татја? Сеид. Драга татја, кога слушнав како гром да ме удри. Се извинувам што не бев покрај вас. Хвала му на Бога, помина. Помина. Зошто не кажа татја? Зошто? И јас сум виновна. Мене ми кажа, но ме заколна да не кажувам. Ти не си виновен. Добро ли си? Добра. Ама... кој изгубивме бебета. Ќе имате, татја, ќе видиш. Ќе имате многу здрави дечиња. Дај Боже. Куќата ќе виечи од нивното смеење. Ајде, не се заморувај. Ти како си? Како се твоите? Добри се. Многу се добри. Се разбира, не знаат за ситуацијава. Тие нека не знаат за ова. Поради мене не можевте да одите. Не грижи се. Кога ќе оздравиш сите заедно ќе одиме на имотот. Сега немој да мислиш на ова. Се разбира, сите заедно ќе одиме. Остави ме! Жената имала абортус. Боже, со какви жени се замешале овие? Господа чува, Господа чува. Се уште ли е надвор? До смрт ке се измори. Инаку нема да си легне никогаш. Не остава да му се доближиме. Тато, те чекаме за вечера, тато. Не сакам да ја дам. Не ме допирај. Трнете се од тука. Види, јас ти реков. Што се случува? Бато? И ти на мене ли го истураш бесот? И ти се однесуваш како татко ми? Осман, во ред! Кога е нервозен, не можеш да му се доближиш, не знаеш ли? Овој пат не е во право. Махмуд, Кажете што сакате. Не е во ред она што му го прави на Сеид. Од кога под овој покрив почна да се коментираат одлуките на Мирза Мехмет? До денес не ја испитувавме ни една одлука на татко ми. Ја прифаќавме со почит. Се разбира дека ќе ја почитувате. Тој ви е татко, ваш предок. Но мамо не може нас да не зараби со своите одлуки. Овде живеј, овде диши, овде сакај, ова сакај, она не сакај. Доста ми е веќе. Наша должност е да ве штитиме од грешки. Па то Сеид ја сака таа девојка, мамо. Само затоа што е русинка, нели е неправда да се навредува. Што е, Махмуд? И ти ли ке се бунтуваш против своето семејство, како бунтовниците барајќи правдина? Далеко тоа. Каков е тој збор? Те молам, внимавај што зборуваш. Правдата на Мирза Мехмет Еминов е остра како сабја. Одлуката што тој ја донел е исправна. Но овој пат го пресече и го отврли својот син.
Доскоро чекавме некаква вест од боиштето и живеевме во страв дека Сеид ќе умре. Сега се врати жив и здрав, а ние го отфрламе. Ова не е праведно. Пред се е неправда кон нас. Јас никого не отфрлив и татко ти нема да го отфрли. И брат ви не може да го отфрли. Ке си ја свати грешката во скоро време. Ке ја бакне раката на татко ти. И ке заврши оваа непријатност. Вие немојте да се мешате. Господ нека ви даде спокој. И на тебе, сине. Господ нека ви даде спокој. Мамо, што ако не дојде бато? Ке дојде. Добра ноќ, синко, спокојно спи. Добра ноќ, спокојно спиите. Што се случува, Хаџар? Што се случува во мојата куќа? Господ да чува од полошо, Господјо. Немој никому да се кажала ни збор. Опомени ја и Сехер. Да не се расчуе срамов. Немој да се грижите. Исмел го предупредил и докторот, му напоменал да не каже ниту збор. Бидете спокојна, ве молам. Навистина ми е драго што те гледам, Петро. Добре дојде. Многу убаво изненадување за нас. Предпоставувам не мина толкав пат само за да не видиш. Сигурно нешто се случи. Во Петроград ситуацијата е многу лоша. Работниците ја зазедоа фабриката. Работниците не сакаат да работат. Да, особено на запад е многу лошо. Почнаа луѓето да се будат од сон. Привремената влада нема никакво влијание врз случувањата. Како што изгледа ситуацијата, уште повеќе се замеша. Се слушаат некакви гласини, ама за сега ќе треба да чекаме. Јас пак слушнав дека Белата армија се собира на југ. Како бивш војник решив да им се придружам. Мислам дека разбирате каква намера имам јас. Што е до нас, ние разбираме, ама ситуацијата е лоша. Вели дека во Бахча Сарај се собира армија на отпорот и вели дека таму ќе оди. Во меѓувреме имам вести во врска со Миша. Од војко ми слушнав таа змија за да се организира југот застанал на чело на бунтовниците. Од селата и градовите собирал луѓе и напредувал. И тој доаѓа на кај Крим. Делел оружје и формирал своја војска. Ако даде Господ, овде на моја земја ќе се појави пред мене. Што ќе направиш ако се појави? И Еминови кога ќе се запознаат со снаата? Навистина ли ќе ја чекате татја? Госпоѓа Захиде мора да е нестрплива да се запознае со Шула. Прво ќе треба да се прибереме. Да, и татја нека оздрави. Сеид, те молам да не брзаме, да им кажеме да не се подготвуваат. Како и да е, ќе се видиме за некое време. Во ред, Душо. Ќе им кажам. На вистина не можам да поверувам дека сте заедно. Ова е нешто како чудо. Сигурен сум дека Еминови ќе се влюбат во тебе исто како и нивниот син. Се надевам, ќе биде така.
Махмуд, ти заради татко ти ли ме зема? Ала, те земав затоа што многу те сакам. И татко ми не се противеше. Значи секогаш не носел погрешни одлуки, гледаш? Значи дека Мехмет Еминов си го крема штитот. Син му дошол да го почне во станието. Со него се и пријателите на Сеид. Не е сам во ова. Четата на Миши Сорокин која доаѓа од запад е веќе распоредена. Кога ќе дојде поддршката со оружје, ќе почне акцијата. Не ќе може да се одбранат. Бунтовниците се организирале растурено и не можеме да претпоставиме колку се на број. Ќе ни треба оружје. Како ќе го набавиме оружјето неприметно? Уште од утре ќе земам неколку доверливи луѓе со мене. Ќе прошетам по околните села. Можеби ќе можеме да купиме оружје од оние што ја напуштиле армијата. Не можеш да одиш сам. Дозволи ми неколку дена, Татјана нека оздрави, заедно ќе одиме. Джил, важно е ти да останеш покрај Татја. Јас ќе одам со Сеид. Денес слушнав многу неочекувани зборови од уште понеочекувани луѓе. И верувајте ми дека сме многу среќни што сме повторно заедно. Многу среќни. На здравје. Зошто си волку тажна? Не сум тажна. Напротив, многу сум среќна што си добро. Само што денешниве случувања, ти кога свиреше песната на Валентина, се ми дојде многу тешко. Се исплашив дека ќе ти се случи нешто. Овој страв ме потсети на семејството. Денес прв пат ми недостасуваат со болка. Немој да се чувствуваш осамена. Не си сама. Ние сме со тебе. Баронеса Валентина. Баронеса Валентина. Моја љубов. Не тагувај. Но овој пат е многу тешко. Не се бориш со непријателот, се бориш со својот народ. Господ и на 20-та ќе ни даде сила и трпение. Да се молиме за тоа. Дозволи ми. Сакам само долго да те гледам. Твојот мирис да се впие во мене. Додека повторно да бидеме заедно, да живеам со овој миг. Потоа никогаш нема да се разделиме. Никогаш. Собата ти е спремна. Кога сакаш можеш да одиш да се одмориш. Ти благодарам. Се надевам ќе ти биде удобно. Ти немој да мислиш на мене. Всушност јас сум загрижен за тебе. Нема зошто да си загрижен. Ме плаши оваа ситуација, Шула. Јас сум задоволна од се. Никогаш под никој услов немој да се чувствуваш принудена на ништо.
Не се чувствувам така. Ајде ние да одиме во својата соба, да се одмориме. Добро. Утре докторот ќе дојде порано. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Петро? Каде? Ода малку да прошетам. Во ова време? Да видам дали ќе се сетам на местата каде што бев порано. Немој да се изгубиш. Не грижи се. Не би ти препорачал да шеташ сам. Слушна што каже Сеид. Не грижи се, не одам далеко. Добра ноќ. И на тебе. Не сакам да прашам што се случи денес со твоето семејство. Но твојата молчеливост ме загрижува, Сеид. Размислувам. Сигурно денес се случиле лоши работи. Очигледно дека си многу загрижен. Ќе мора да заминеме од овде, Шула. Бидејќи моето присуство овде го става семејството во опасност и не само мене, туку и тебе. Имаме каде да одиме, што ќе правиме? Ќе поминеме од другата страна. На турска земја.
Јас сум Миша Сорокин. Добро ни дојде. Колку сме далеку да лушта? Имате 5-6 дена пат. Жалам што не можам да ви помогнам поинаку, освен со намирници. Ке го сопрам тој предавник. Не грижи се, пријателе. Ти доволно стори за нас. Ова нема да ти го заборавам. Може би сакаш да знаеш, еден стар пријател е овде. Кој? Бароницата. Баронесата? Кој е? Јас сум госпоѓа. Ева. Ајде влези. И што рече? Жал ми е, не успеав да го дадам писмото. Неспособна. Госпоѓа, за да бидам сигурна, чекав со часови. Председателот пред неколку дена го напуштил градот. Лажат по ѓаволите. Излези надвор веднаш. Жал ми е, госпоѓа. Лажат. Никој не сака да ми помогне. Уште малку ќе почекаме за да поминеме во напад. Зарем досега не чекавме доволно долго, пријателе? Во право сте, но ако сакаме победа, треба да бидеме многу трпеливи. Во рака немаме доволно оружје. Имаме потреба од повеќе оружје. Сеите Минов ќе ни го набави тоа потребно оружје. Како? Слушнав дека Сеите Минов со своите луѓе ќе собира оружје. Кога оружјето ги стигне овде, со нивното оружје ќе ги убиеме. Како вака добро и ги знаеш плановите? Јас на секаде гледам и слушам, пријателе. Вие се уште не ме познавате. Пишував писмо на мајка ми. Извини, те разбудив. Ја почувствував твојата празнина. Твојата празнина ме буди од најдлабок сон. Испрати им почит од мене. Добро. Напишав дека и двајцата сме добро. Не кажувам многу работи за да не се растажат. Нема да им кажам за тешкото патување до тука. Ситуацијата на татја. Не сакам да се грижат за нас, не сакам. Шула, ти дали се каеш што дојде со мене? Никако. Добро, а ти? Ти се каеш што ме доведе со себе? Не. Ти да не беше покрај мене, ќе патев мислејќи на тебе. Ќе умирав. Без тебе во пепел ќе се претворев. Ама сега ми е жал затоа што јас сум причината за разделбата со твоето семејство. Не е така. Може би да беа поразлични условите. Молчи. Не зборувај вака, те молам. Раката која ја држи твојата не е само благодат. Туку е моја потреба. Како чукањето на срцето.
како здивот што го вдишувам. Да не си ти и мене ке ме нема. Нашата судбина е заедно напишана. Што и да се случи, прифаќам. Ова е наша судбина. Го знам ова во срцето. Писмото може ли да почека до утре? Здраво! Здраво. Насекаде те барав. Дојди. Најпосле се појави пред мене. Непријатно ми беше веднаш да ти дојдам на врата. Како скитник шетам, со надеж дека еден ден ќе те видам. Но еве сега те видов. Уште поубава си о што се сеќавам. И ти си многу згоден. Не заборавив на твојата насмевка. Твојот топол поглед. Гюзиде. 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 Ајде, милостани, ајде. Што се случи? Почувај го детето, јас да измесам леп. Ајде. Добро. Денес има многу работа, не задржувај се. Што ти е? Што се случува? Зошто плачеш? Не. Синоќа не можев да заспијам. Дадо, да не има некоја лоша вест. Дадо, добро ли си? Јас го сакам најдоброто за тебе. Сакам да имаш убави денови. Знај го тоа. Секако дека знам, Дадо. Ке видиш наскоро. Ке се случат убави работи, Дадо, чувствувам. Дај Боже. Исмаил, кажи ми, дали се подготвени коњите? Веднаш, господине. Добро утро. Добро утро, Душо. Каде? Неколку дена ќе ве оставиме сами со Татија. Нема да бидеме овде. Зошто? Да не се случи нешто, каде одите? Одиме до околните села и веднаш ќе се вратиме. За тоа време Исмаил и Сехер ќе бидат постојано со вас. Ако од нешто имате потреба, доволно е само да им кажете. А и докторот е известен, редовно ќе доаѓа. Воопшто не грижи се. Добро, но зошто одите? Што се случи? Кажете ми, ме плашите. Ве молам. Нема зошто да се плашиш, Ула. Оваа обиколка е потребна за нашата безбедност.
Не разбирам, што се смени од синоќа до денес? Не, всушност, не се случи толку ненадено. Мене не ми кажа. Чула с ношти од како вие легнавте, јас легов до градот. Тајно се замешав меѓу народот. Народот е многу погневен. Вела дека ќе почна да ги ловат следбениците на царот. Тоа му го кажав и на Сеид. Ако не бидеме свесни што се случува околу нас, ќе паднеме во стапица. Види, Шула. Овде се уште е безбедно. Немој да се грижиш и ние ќе бидеме безбедни. Само треба да превземеме мерки. Ме разбираш? Ништо нема да не се случи, не грижи се. Ти ветувам. Одиме по оружје. Добро, а твоите? И ми јави на твоите? Не, за сега нема потреба никој да знае. Не сакам ниту за миг да се разделиме. И јас, љубов моја. И јас. Ги препродивме оние долги месеци. Ова не е ништо во споредба со тоа. Се ќе биде во ред. Оди и врати се пред срцето да ми овене. Со мислите сум со тебе, но мора да одам со нив. Кога ќе се вратиш, ќе те причекам на прстин, немој да мислиш на мене. Многу те сакам. И јас те сакам. Хаџар, дај ми мене. Надвор е студено, Бог да чува ќе настине. Во него гори таков оган, што студот ништо не му може. Со нетрпение очекува да дојде син му, да дојде и да му се извини. Повели. Повели. Благодарам. А ерлија работа, Господ нека ти помогне. Амин, амин. Керко, Махмуд, дали е подготвен? Треба да одиме. Махмуд излезе уште рано наутро, татко. Отиде на земјиштето на запад. Во ред. Ајде ли е работа? Повели. Имам еден пријател. Собремената жена и малото дете сакаат да преминат на турска земја. Слушнавме дека на другиот крај си пренесувал не само стока. Имаш грешка. Јас не пренесувам луѓе. За да се борам со грчките чети на муслиманската милиција во Црно море носам оружје. Без дозвола и без пасош има единствен начин да се оди одовде. И тоа да се помине само на црно. Знам. Ама пријателот ќе ти даде еден златник. Кажи му на пријателот ако сака да помине на другиот крај, место златник или пари нека даде оружје, барем некој сандук. Види,
Сандаци со оружје не знам дали имаат, ама... Или имаат, им требаат за овде. Ти си знаеш, размисли убаво. Во најскоро време треба да дојде едно броче. Ако товарот ти е спремен, кој знае, може би да се најде и место за неколку луѓе. Благодарам. Види сега. Ти вчера без потреба се налути се замина. Погрешно ме разбра. Се разбира дека Ѓузите овде не е одвишна. Но Керко нема за секогаш да остане да живее со нас. Не кажав ништо лошо. Кога и да е, тоа ќе се случи. И таа нека си го знае својот дом. Цел живот овде ќе остане? Не може. Поправо се. На оваа немаштија им останав на глава. Секој гледа колку усти ќе нахрани. И ним им здосади од мене. Помоли се да дојде тетин Джелил и да ја земе тетка ти од овде. Сакам деновите овде да ми бидат броени. И никому повеќе да не сум на товар, никому. Татја уште е уморна. Пак заспа. Сакате ли нешто, господјо? Не, благодарам. Ако ми дозволите. Почитувана мамичке, единствени мои Нина и Валентина, ви пишувам уште едно писмо кое нема да ви го испредам. Затоа слободно можам да кажам колку се плашам, колку сум загрижена за деновите што идат. Мила моја сестричке, постојано мислам на тебе од нашата тажна раздоба во возот. Не грижи се, сите сме добри. Иако за кратко време безбедни сме во куќата на тетка Надја. Единствено ти ни недостасуваш.
Во секој спомен мислиме на тебе, се грижиме за тебе. Се наоѓам на непознато место, Сеид вели дека сме на сигурно. И онака кога тој е покрај мене, не се плашам од ништо. Знам дека додека го имам него, смртта ќе биде далеку од мене, но сега кога го нема како да сум тугинец кој не знае на која страна да лета. Мојот животен пат најпосле е целосен, Шула. Мојата судбина е напишана. Писмово ти го пишувам како баронеса Валентина Јургенсбург. Да, мила, се зидовме со Константин. Ја отвори вратата на бескрајната среќа. Дури и тешката ситуација во која се наоѓаме, не ја засени мојата среќа. Свадбата не беше како што сонувавме, уште како малечки. Но сега ја знам што значи љубов. Многу го сакам Сеид, Тина. Многу сум среќна со него. Но знам дека и ова не е нашиот дом. Кога ќе ги нема прашањата каде ќе биде нашиот дом, Сеид спомнува за заменување на турска земја. Сето дека Сеид е покрај мене, мојата татковина е таму. Единствено сум загрижена што оставам скршени срца зад мене, да создадам живот врз рани кои не се залечиле. Не знам, може би погрешно толкувам безгласноста на Сеид. Камо да имавме време подолго да зборуваме со тебе. Ти со љубовта кон Сеид, во безизлезност, ме научи како да најдам излез. Ме охрабри, но мајка ми се уште не успеа да се збогува со минатото. Се уште ја живее загубата на татко ми, уште како првиот ден. Се уште е во така. Иако срцето ми помина низ толку многу копнежи, се уште се плашам. Затоа што знам што значи долго да се чека. Многу ми недостига нашата куќа, нашите среќни денови. Ти, мама, тато многу ми недостига. Еј! Кој сте вие?